и мора јавноста биде запознаена и да знае вистината дека истиот човек кој што го пишал тој Facebook статус, не би сакал сега да именувам, има искористено државна помош, односно близок член на неговото семејство има искористено, чинам некаде околу 35 денови сместување во хотел во една соседна држава и имаат искористено кога се враќа во Македонија превоз со нашите владини возила од државата до дома. Вака да ти кажам, Ивица, што тоа вие сте помогнале, а искористиле луѓето не знам каква помош за да одат да се лечат надвор. Таа не е помош, екстраординари помош. Секој во оваа држава има право на бесплатно лекување. А ако тоа лекување треба да биде во странство, државата е должна да му плати во странство, без разлика дали станува збор за трагедија или не. Што значи дека вие ништо не сте помогнале, ништо плюс не сте издвоиле, туку вие само сте тоа што е законска обврска, морате да го пратите човекот да иде да се лечи надвор од земјава. Вие ништо не сте помогнале. Хотелите, предстојот и така натака, немој да лажеш дека вие сте плаќале не знам што. Вие сте платиле само предстој на придружбата на пациентот, која што била пријавена. Тие што не беа пријавени, а се придружба на пациентот, донации собираа за да преноќат у Белград, у Софија, у Пловдив, у не знам каде. Што сте платиле вие бе? Вашите владини возила, кои се тие ваши владини возила? Како се тоа ваши владини возила? Тие се наши владини возила. Тие се владини возила на пациентите, затоа што они плаќале данок и тие се нивни. Како се тоа ваши? Уште ти го критикуваш пациентов со изгореници чија внука загина, лажел он. Каква потреба има овој човек да лаже? Да ти наштети на тебе и на ВМРО-то? Кој филм сте влезени вие бе? Вас никој не ќе да ви наштети. Вас вистината ви наштетува.